Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Координирано и усогласено функционирање на државните институции и инспекторати, локалната самоуправа, организациите на потрошувачи и бизнис заедницата на сите нивоа ќе придонесе за што е можно поголемо остварување на потрошувачките права на граѓаните во Македонија. Ова се пораките од денешното одбележување на 15 март, Светскиот ден на потрошувачите, во организација на Организацијата на потрошувачи на Македонија, во рамки на глобалната кампања на Светската организација на потрошувачи за градење дигитален свет на кој потрошувачите можат да му веруваат. Со оваа информација ги започнуваме денешните урбани вести, а и ве ги насловите за денеска. Отворена бензинска пумпа во мултифункционалната зона Чојлија во општина Петровец. Во град Скопје стручни расправи за намалување на сообраќајниот метеж. Изгласани одлуки за нови покриви, фасади и лифтови во Карпош. Во петок и сабота акција за собирање кабаст отпад во Газибаба. Во книжарницата Литература МК се отвора франкофонско катче. Општина Петровец со крупни чекори се движи кон развојот на економскиот раст во општината преку отворање на нови работни места и отворање на нови инвестиции. Пример за успешноста на индустриската зона Чојлија е денешното свечено пуштање во употреба на бензинската пумпа на Макпетрол. Во индустриската зона Чојлија денеска свечено беше пуштена во употреба новата бензинска станица на Макпетрол, 126-та поред. Промоцијата на новата бензинска станица е во рамки на одбележувањето на 70 годишниот јубилеј, а незиното отварање значи и отварање на нови работни места, а со тоа и индиректна помош на локалниот економски развој и на населението, истакна денеска Мишко Тасевски, раководител на секторот маркетинг на Макпетрол. Уште поголем мотив за нас е отворањето нови работни места на новите бензински станици, со што индиректно помагаме на локалниот развој и населението. Преку овие инвестиции со постојана тимска работа на нашиот професионален кадар, ги имплементираме највисоките европски стандарди во сегментот на трговијата со нафтени деривати. Изградбата на бензинската станица е инвестиција вредна 200 милиони денари и истата е изградена во согласност со највисоките пропишани безбедносно-технички нормативи, истакна директорот на дирекцијата за малопродажба Љупчо Георгиевски, кој при тоа нагласи дека една од примарните цели на работењето на Макпетрол е континуираното и сигурно снабдување со нафтени деривати според највисоки стандарди. Во рамки на бензинската станица во Чојлија изградена е и станица за компримирање на природен газ. Ова нова бензинска станица Чојлија, инаку 126-та бензинска станица во синџирот на Макпетрол, ќе ги снабдува потрошувачите со Евро Супер 95, Евро Дизел, автоплин и метан, а ќе ги сервисира потребите на потрошувачите и со дополнителни услуги што можат да ги добијат во современата продавница. Во бензинската станица се инвестирано околу 200 милиони денари. Истата е изградена во согласност со највисоките пропишани безбедносно-технички нормативи и во потполност ги исполнува современите функционални и естетски стандарди. Оваа локација е изградена и станица за компримирање на природен газ, со што уште повеќе ќе го приближиме природниот газ до сите оние потрошувачи до кои гасоводот се уште не е достапен. Отварањето на бензинската станица беше збогатено и со мини изложба на учениците од основното училиште Кочо Рацин од Петровец, зашто ликовната секција беше наградена со реквизити за работа. За градоначалникот на општина Петровец, отварањето на бензинската станица е уште еден доказ за крупните чекори со кои локалната самоуправа се движи напред кон развојот на општината и обезбедувањето на нови работни места. Отварањето на бензинската пумпа во Чојлија е од големо значење, бидејќи не само што ќе бидат обслужувани сите оние инвеститори кои веќе функционираат во мултифункционалната зона Чојлија, него ова бензинска пумпа на Макпетрол ќе можат да ја користат исто и сите вработени од аеродром Александар Велики, сите вработени од АРМ и нормално и жителите од општина Петровец.
Во индустријската зона Чојлија во тек е изградба на 24 индустријски капацитети, од кои 3 веќе функционираат, а во текот на 2017 година се очекува со изградба да започнат нови 15 до 20 капацитети. Митевски нагласи дека индустријската зона е веќе распродадена и истата е планирано да се проширува за 30 хектари. Во моментот се градат некаде околу 24 индустријски капацитети, од кои некаде околу 3 веќе функционираат и очекувам во наредниот период, односно ова 2017 година, со оглед на законските нормативи кои ги има пропишано Министерството за транспорт и врски, односно Владата на Република Македонија, да започнат со изградба некаде од 15 до 20 нови капацитети. Индустријска зона веќе целосно е распродадена, веќе во завршна фаза ни е проширувањето на мултифункционалната зона Чојлија уште на нови 30 хектари. Намалување на сообраќајниот метеж во европските градови преку поттикнување промена на транспортните навики, од патувањата со автомобил на патување со одржливи видови транспорт, е целта на проектот за намалување на сообраќајниот метеж во Европа, во кој е вклучен и градот Скопје. Повеќе презентации и стручни расправи за постигнување поголема ефикасност во транспортот се одржаа во град Скопје во рамки на европскиот проект Create, намалување на сообраќајниот метеж во Европа, постигнување транспортна ефикасност. Ова истражувачки проект финансиран од Европската комисија со програмата за истражување и иновации Хоризонт 2020 и еден од првите проекти што се занимава со задачата за справување со урбаниот сообраќајен метеж на патиштата, особено во градовите со брз пораст на употреба на автомобилите. Главната цел на овој проект е намалување на сообраќајниот метеж во европските градови преку поттикнување промена на транспортните навики, од патување со автомобил на патување со одржливи видови транспорт, како што се користење јавен транспорт, велосипед и пешачење. Проектот треба да им помогне на градовите учесници во создавањето одржлив транспортен систем. Ова ќе се постигне преку размена на искуства и преземање добри практики меѓу градовите учесници во овој проект, пред се меѓу градови кои се карактеризираат со рапиден пораст на употреба на автомобили и градовите кои вршат релокација на просторот за автомобили на јавниот транспорт и промоција на патување со пешачење и возење велосипед. Проектот за раззеленување на општина Илинден, насловен со зеленилото против загадувањето, продолжува да се реализира на територија на оваа општина. Кон овој проект се приклучија и учениците од основното училиште Гоце Делчев. Учениците и наставниот кадар од основното училиште Гоце Делчев се вклучија во реализацијата на проектот со зеленило против загадувањето, што општина Илинден го спроведува во месец март, со цел кај учениците да се развие екосвеста за чување на животната средина и зачувување на сопственото здравје. Во средното општинско стручно училиште Илинден се одржа час на отворено во рамки на кој беше опфатено изрезувањето и творење на тема екологија, како и ликовни творби, преку слика до почисти по убав свет. Истовремено учениците се вклучија во уредување на училишниот двор, при што беа засадени голем број разнобоени цвеќиња. Со проектот за раззеленување се опфатени 20 локации на површина од 60.000 метри квадратни, каде што е предвидено да бидат засадени 1000 садници, со што ќе се даде значаен придонес во заштитата на животната средина и обезбедувањето на почист воздух. Целта на овој проект е преку раззеленување на јавните површини во урбаниот дел на општината, односно покрај пешачко-велосипедските патеки, површини покрај општинските улици и патишта, просторот околу домовите на култура, училишните дворови, просторот околу детската градинка, површини околу спортските терени и останати јавни површини, да се придонесе за подобрувањето на квалитетот на воздухот, унапредувањето на животната средина, како и подобрување на условите за живење и квалитетот на живот во локалната заедница. Во реализацијата на овој проект се вклучени граѓани, ученици, младинци, пензионери и бизнис секторот, општинските комуналните предпријатија и општинската администрација. 6 лифтови ќе се реконструираат, а 2 нови ќе се постават во колективни стамбени згради во Карпош. Оваа одлука ја изгласаа советниците на последната седница, а покрај оваа одлука дадоа зелено светло и за реконструкција на фасади на колективни стамбени објекти.
Вкупно 6 лифтови ќе бидат реконструирани, а 2 нови наскоро ќе се постават во колективни стамбени згради на територија на општина Карпош. Еден лифт во колективниот стамбен објект на улица Никола Русински број 4/2 ќе биде реконструиран, додека на улицата Драгиша Мишовиќ број 4 ќе биде поставен нов. На улицата Ѓорче Петров Б1 Порта Влае ќе бидат санирани 2 лифта, а на булеварот Партизански одреди број 109 влез 1 ќе биде поставен нов лифт. 2 лифта ќе бидат реконструирани на булеварот Партизански одреди број 145, додека на булеварот Партизански одреди број 107 влез 2 ќе бидат одобрени финансиски средства за санирање и монтажа на лифт. Овие одлуки беа изгласани од советниците на Советот во општина Карпош. На оваа седница советниците исто така ја изгласаа одлуката за објавување на јавен повик за пријавување на сопственици на индивидуални и колективни стамбени објекти за заменување на дотраени кровни покривачи од азбест цементни табли со ребраст пластифициран лим. Советниците дадоа зелено светло и за реконструкција на фасади на колективни стамбени објекти. Општина Карпош пред неколку дена најави и почеток на реконструкција на покрив на зграда на улица Јурија Гагарин број 54, со што тоа ќе биде 8 зграда на која се менува покривот со средства обезбедени од општината. Досегашните дотраени салонитни азбестни табли ќе бидат заменети со високо квалитетен бел ребрест лим, а во наредниве 4 години планирано е да се променат сите азбестни покриви кај индивидуалните и колективни објекти кои се наоѓаат на територија на општина Карпош. Во таа насока општината досега има доделено 19.600 метри квадратни високо квалитетен бел ребрест лим. Општината ги покрива трошоците за набавка на лимот, хоризонталните улуци, ветерлајсните, слемето и обшивките околу оџаците и вентилациите. А граѓаните пак обезбедуваат средства за работна рака и го бираат изведувачот на градежните активности. Дел од учениците од основното училиште Кочерацино од Петровец беа во посета на општина Петровец, каде се сретнаа со градоначалникот Борче Митевски. Оваа посета е дел од училишните активности и има за цел запознавање на учениците со работата на локалната самоуправа. Како дел од своите училишни активности, децата од основното училиште Кочерацино од Петровец имаат запознавање со локалната самоуправа. По тој повод, дел од учениците беа во посета на општината и остварија средба со градоначалникот Борче Митевски. Учениците посетата ја искористија да му постават одредени прашања на градоначалникот поврзани со развојот на нивната општина, односно прашања поврзани со училиштето, работењето на општината, администрацијата и инвестициите во општина Петровец. Градоначалникот Митевски им даваше одговори, појаснуваше и образложуваше за се она што ги интересира на начин разбирлив за нивната возраст. Вакви средби со учениците се остваруваат неколку пати годишно, се со цел запознавање на учениците со активностите на општината. Учениците од основното училиште Тихомир Милошевски од општина Ѓорче Петров беа дел од сообраќајната едукација во рамки на програмата Едукативен автобус, организирана од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, со цел да се зголеми безбедноста на децата во сообраќајот, што е и врвен приоритет на општината. Учениците од трето оделение од Општинското основно училиште Тихомир Милошевски од Ѓорче Петров беа на едночасовно возење низ главните улици и булевари во градот во рамки на програмата Едукативен автобус, организирана од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Во текот на активноста предавачите од Автомотосојузот на Македонија ги информираа и едуцираа децата за нивно безбедно и одговорно учество во сообраќајот, запознавајќи ги со сообраќајните правила и прописи за да бидат безбедни учесници во сообраќајот. Под мотото Учиме за сообраќај се одржа и квиз на кој децата одговараа на поставените прашања користејќи ги своите сообраќајни знаци кои сами ги изработиле. Меѓуетничка мировна акција се одржа во основното училиште Јана Москоменски, во кое покрај учениците од ова училиште учествуваа и учениците од училиштето Хасан Приштина од општина Чаир. Ова акција е дел од проектот за меѓусебна интеграција во образованието во рамки на процесот за интегрирано образование во училиштата.
Под мотото Цветове и на другарството во основното училиште Јана Москоменски се одржа меѓуетничка мировна акција во која учествуваа основците од партнер училиштето Хасан Приштина од општина Чаир. Коменски е првото училиште во општина Карпош кое се вклучи во мировната акција, која пак е дел од проектот за меѓусебна интеграција во образованието во рамки на процесот за интегрирано образование во училиштата. По тој повод учениците организираа работилница на која се изработуваа книги, сликовници и шарени марами, каде другарувајќи и запознавајќи се меѓусебно организираа мировни игри. Заедничкиот проект ќе се одвива во 3 фази, во кои ќе бидат вклучени вкупно 30 ученици од 2 до 5 оделение од двете училишта, заедно со одговорните наставници. На државно ниво во оваа акција учествуваат 8 училишта, од кои во 4 наставата се одвива на македонски, а во останатите 4 на албански јазик. Целта на проектот е преку организирани активности основците да ги промовираат мултикултурализмот, човековите права, демократијата, социјалната праведност и еднаквост, а воедно да ги намалат стереотипите, предрасудите и дискриминацијата. На 17 и 18 март, односно в петок и сабота, на територија на општина Газибаба, ќе се спроведе акција за собирање кабаст отпад. Од општината ги известуваат граѓаните кабастиот отпад да го изнесат најдоцна до 10 часот. Доколку овој термин не се почитува, отпадот нема да биде подигнат. Во општина Газибаба на 17 и 18 март ќе се спроведе акција за собирање кабаст отпад. Акцијата ја спроведува јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје во соработка со општината, а овие 2 дена предвидува собирање кабаст отпад и градежен шут одделно по урбани заедници. Согласно планот на 17 март во петок, акцијата ќе се спроведе во урбаните заедници Железара, Автокоманда и Керамидница, а на 18 март во сабота во Триангла, Маџари и Ченто. Од општината ги известуваат граѓаните кабастиот отпад да го изнесат најдоцна до 10 часот. Доколку овој термин не се почитува, отпадот нема да биде подигнат. Од јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје пак апелираат граѓаните отпадот да го одложуваат во точно предвидените термини пред своите домови, колективни згради на пошироките улици, на пристапно место за возилата и на начин што нема да го попречува движењето на пешаците и одвивањето на сообраќајот. Франкофонска литература за деца, млади и возрастни читатели, методи за изучување на францускиот јазик, преводи на француски автори на македонски јазик и обратно, и книги за Франција е само дел од она што може да се најде во првото специјализирано продажно франкофонско катче во Македонија, кое вечерва се отвара во книжарницата Литература МК. Книжарницата Литература МК, издавачката куќа Арслами на публикации и Францускиот институт во Скопје вечерва го отвораат првото специјализирано продажно франкофонско катче во Македонија. Со новото франкофонско катче се збогати книжевната понуда во градот и таа станува подостапна за читателската публика, која на едно место ќе најде франкофонска литература за деца, млади и возрастни читатели, методи за изучување на францускиот јазик, преводи на француски автори на македонски јазик и обратно, книги за Франција, но и да учествува во бројните планирани работилници и книжевни читања, промоции на образовна литература, учебници и дидактички материјали, гостувања на француски писатели и илустратори. Низ овие форми на делување Францускиот институт во Скопје и книжарницата Литература МК очекуваат да придонесат кон подобра промоција и афирмација на францускиот јазик во Република Македонија и негова поголема достапност до сите. Во наредните денови ќе преовладува сончево време со умерена облачност. Зголемување на облачноста ќе има во четврток и во недела, кога ќе има услови за слаб локален дожд. Утринските температури наместа ќе се спуштат под нула, а дневните ќе бидат во пораст, особено за викендот и во првите денови од наредната недела. МТМ Метео го гледаме во продолжение.
Романот "Собирачи на пепел" на писателот Давор Стојановски е добитник на наградата Роман на годината за 2016 година на Утрински вестник. Во конкуренција за наградата беа 28 дела, од кои во најтесниот избор влегоа и романите "Првиот универзитетски ден на мојата ќерка" на Игор Стојановски и "Јас Илин отпосле" на Ана Стојановска. Со ова информација ги завршуваме денешните урбани вести. mtm.mk е интернет страната на која може да најдете повеќе информации, а на програмата на МТМ следни се спортските вести. Пријатно!